ова издание. Договор за СЈО нема. Заев вели дека ВМРО ДПМН бара заташкување на криминалот. Мицкоски пак обвини. Заев сака да се спаси себе си. 18 години по терористичкиот напад на 11 септември. САД се сеќаваат на жртвите. Трагедијата го промени и животот на многу пожарникари, меѓу нив и Фред Бад Куернер. Тој зборува за гласот на Америка. It'll never go away. No, never forget. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. САД денес одбележуваат 18 години од терористичките напади на 11 септември, при кои беа убиени 3000 лица. Председателот Доналд Трамп го почна денот со момент на тишина во Белата куќа, пред да отиде на церемонија во Пентагон во чест на семејствата на жртвите. Од рано утрото пак страната на Пентагон во која удри авионот е покриена со американското знаме. Во Њујорк стотици преживеани семејства на загинатите се собираат во светскиот трговски центар, каде Ал-Каида ги сруши кулите близначки. Подпредседателот на САД Майк Пенс присуствува на церемонија во Пенсилванија, каде се урна авионот, откако патниците ја презедоа контролата врз терористите. 19 лица поврзани со Ал-Каида ги изведоа терористичките напади. Договор за СЈО нема. Власти и опозицијата се обвинуваат дека сакаат да го заштитат сопствениот криминал. Владимир Мирчевски јавува. Премиерот е разочаран од неуспехот на синоќешната маратонска средба со претседателот на ВМРО ДПМН. Договор за иднината на СЈО не е постигнат и тоа според Заев се должи на однесувањето на лидерот на опозицијата, кој како што вели одговорил со груевизам на обидите на власта за изнаоѓање креативно решение кое нема да ги помине црвените линии: правда, иднината на земјата и граѓаните преку интеграција во НАТО и Европската унија. ВМРО ДПМН бараше заташкување на криминалите на претходниот режим со запирање на предметите на СЈО, изјави Заев на денешната пресконференција. Целосно, спротивно на принципот на правдата, бара сите предмети до 30 јуни 2017 година всушност да ги преземе обвинител избран од нивна страна. Се знае со цел после тоа да се доведат до уништување, до запирање на самите предмети. Бара со закон да се запечати судбината и да се запрат сите предистраги и истраги за предметите после 30 јуни. Понудивме формирање ново обвинителство, кое ќе гони висока корупција, во кој првиот обвинител ќе се бира на предлог на опозицијата. Но нив не ги интересира борба против корупцијата, нив ги интересира да го спасат режимскиот криминал, да се заташкат предметите, да се запрат, да се затворат, да се анулират. Тврди дека Мицкоски со синоќешното однесување покажал дека е подготвен да го жртвува датумот за старт на преговори со Унијата и за членувањето на Македонија во НАТО. 2 часа по пресод на премиерот, лидерот на ВМРО ДПМН излезе со свое видување за текот на средбата. За неуспехот Мицкоски го обвини Заев. Вистина е дека вчера главната борба на Зоран Заев беше да се заштити Зоран Заев, фамилијата и луѓето од власта од одговорност за криминалиите со која тој и неговите луѓе управуваат. По дебаклот во собранието, правниот експерт на Европската комисија Рајнхард Прибе, кој ги изготвува шитните реформски приоритети, порача дека услов за владење на правото се политичари со волја да воспостават независен систем. Наспроти песимизмот на двете страни по синоќешните разговори, владеачката дуи смета дека сепак решение е можно. Според Бујар Османи, разликите за законот за јавно обвинителство не се непремостливи. Нов закон за јавно обвинителство не е еден од условите за добивање датум за преговори. Се разбира дека е важно законот да го усвоиме пред октомври, изјави вице-премиерот за евроинтеграција. За гласот на Америка, Владимир Мирчевски. 18 години по нападите во САД, воените трошоци се на највисоко ниво досега. Карла Бап известува од Пентагон. Трошоците за одбрана одат нагоре. Само во 2018 се потрошени 1,8 трилиони американски долари. Тоа зборува многу, иако не мора да води кон војна.
Армиските трошоци биле најниски во 1998 во ерата по студената војна. Потоа се случи 11 септември. Поттикнати од глобалната борба против тероризмот во Авганистан и Ирак, војните издатоци на САД и сојузниците се зголемуваа се додека администрацијата на Обама не почна да го намалува војниот буџет. Сега трошоците за одбрана повторно растат поради Русија и Кина. Имаме две ревизионистички сили кои би сакале да бидат на местото каде што не се. Ние секако не сакаме тоа да се случи, не само заради интересите на САД, туку и заради нашите партнери и сојузници. На САД отпаѓа 1/3 од глобалните трошоци за одбрана во светот. Со 11 носачи на авиони, моćен нуклеарен арсенал, нови елитни борбени авиони и околу 2,1 милиони војници, експертите се согласуваат дека САД и НАТО му се доминантна воена сила. Индија ги зголеми војните трошоци за повеќе од 11 милиарди американски долари последниве 3 години и сега е на 4-то место. Иако Русија падна од листата на првите 5 најголеми потрошувачи во 2018, сепак го држи вниманието на НАТО по руската инвазија на Грузија во 2008 и анексијата на дел од Украина во 2014. 29 земји членки на НАТО потрошија 963 милиарди американски долари, што е 53% од светските воени трошоци во 2018. И таа сума веројатно ќе се зголемува, бидејќи САД вршат притисок на сојузниците да трошат 2% од нивниот бруто домашен производ за одбрана. Не може да речете моите 2% ќе одат за технологија или за инфраструктура. Русија нема да одвратите. Ви треба вистинска способност. Додека нациите се подготвуваат за најлоши сценарија, светските сили се свесни дека секаков потенцијален конфликт меѓу нив ќе значи катастрофа. А еве како на 11 септември се сеќава пожарникарот Фред Бат Куернер. Ова е неговата лична приказна. It doesn't take being September 11 to remember September 11. Секој ден, 18 години по терористичкиот напад, покрај Пентагон проаѓа едно исто лице, пожарникарот Фред Бат Куернер. Времето не променило ниту една слика, што тој ја видел на 11 септември. Сеќавањата станале секојдневие. Even just hearing the word Pentagon, that triggers. Дури и само да го слушнам зборот Пентагон не можам да останам рамнодушен. Едноставно се смрзнувам. Невозможно е да не реагирате дури со сите промени и обнови што се направени на зградата низ годините. Куернер бил распореден да им даде медицинска помош на повредените. Без телефонска комуникација и радиоврска, заедно со колегите успеале да направат мини болница пред Пентагон, кој, како што вели тој, од огнот се топел пред нивните очи. Но набар го сватиле дека се е залудно. Waiting for patients that never came. Чекавме пациенти кои никогаш не дојдоа. Дознавме дека оние што останале живи добиле помош во првите 10 минути. Беше страшно, но конечно почнавме да сваќаме дека нема да имаме пациенти бидејќи беа мртви. Most of them were dead. На крајот, како пациенти завршиле неговите колеги, кои го гаселе огнот внатре во Пентагон. Добивале инфузија и кислород за да се повратат, но недостигот на вода станал сериозен проблем. I remember there was a soda machine on the outside of the concession stand. Се сеќавам дека видов фрижидер во кој имаше Кока-кола. Буквално ја зедовме опремата, почнавме да го кршиме додека не ги извадивме сите лименки. А кога тие беа испиени, луѓето одеа наоколу и ги собираа сега празните лименки за да наполнат капки вода од чешма. Заедно со неговите колеги 3 пати биле евакуирани поради информација дека друг авион е на пат да удри во Пентагон. Ова чувство на страф и неизвестност само се зголемувало со сликата на покриени мртви тела, чад и оган. Некаде пред полноќ, вели тој, ситуацијата почнала да се смирува. Пред да замине, Куернер погледнал наоколу. There was just a sea of flags, yeah. Бели знаменца кои истражителите ги поставиле покрај се што можело да се смета за доказ, независно дали било дел од авионот или нешто поврзано со патниците. Денеска Куернер е на работа, за разлика од првите 5 години, кога 11 септември секогаш седел дома. Имал страф дека нешто лошо ќе се случи. It'll never go away. No, never forget. Благодарам на вниманието, пријатно да утре.